Добре дојдовте во урбаните вести. Скопје доби нов екоавтобус. Ова е само најава за урбаните вести кои следуваат. Да ги погледнеме насловите за денеска. На линијата број 5 ке се вози нов автобус Mercedes-Benz Citaro. Лица до 18 години од социјално загрозени семејства бесплатно ке се лекуваат. Жителите од Автокоманда добија нов современ културен центар. Отворен клуб за млади во рамки на ресурсниот центар во општина Газипаба. Пензионерите во април ќе добијат покачени пензии. Нов модерен автобус, направен по сите еколошки и технолошки стандарди. Од понеделник ќе сообраќа на линијата број 5. Собственикот на автобусот, МАК Автостар и град Скопје, денеска подпишаа договор за двомесечно користење на автобусот, кој се очекува да има двојно помала потрошувачка од досегашните автобуси. Од понеделник во следните 2 месеца на скопските улици на линијата со број 5 ќе се обраќа нов автобус на ЈСП. Автобусот марка Mercedes-Benz Citaro е со капацитет од 92 патника, од кои 26 се места за седење, а 66 за стоење. Предноста на овој автобус е неговата ниска потрошувачка како и високите еколошки стандарди. Како што истакна градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов, овој автобус е направен согласно последните технолошки трендови, а ќе прави двојно помалку трошоци во споредба со постоечките автобуси. Се работи за енергетски ефикасен автобус, наменет исклучиво за јавен превоз со намалена потрошувачка на газ. Споредбено со потрошувачката на старите дизел автобуси, овој автобус троши речиси 50% помалку гориво, што дополнително ќе ги намали трошоците на јавното сообраќајно предпријатие. Најголема предност е тоа што емитува значително помалку CO2, што речиси воопшто и не го загадува воздухот. Директорот на продажба за комерцијални возила на МАК Автостар Михајло Зугравски нагласи дека новиот автобус се одликува со ниска буџавост, висока економска исплатливост и најважно од се, за користење на истиот не е потребно дополнително вложување во инфраструктурата. Би сакале да презентираме едно од можните решенија за решавање на градските метежи во градот, за намалување на загадувањето во градот, а исто така и зголемување на профитабилноста на јавното предпријатие и ЈСП и потенцијално на приватните превозници во град Скопје. Значи, како цел на таа од наша општествена одговорност сакаме да презентираме најновиот модел на автобус за градски услови Citaro, кој што е погонуван на компримиран природен газ и кој што се одликува со ниска потрошувачка на компримиран газ, што високи еколошки стандарди, односно загадува помалку од Евро 6 возилата, највисоки стандарди на екологија, ниска бучевост и екстремна исплатливост. Дополнителна бенефит за овој автобус е што не треба никакви дополнителни вложувања во инфраструктурата, односно градот Скопје веќе има 3 станици за компримиран газ, кои што може да се користат за ово возило, значи не треба никакво дополнително вложување за да може овој автобус да се користи на линиите. Директорот на ЈСП Скопје Кристијан Чушков истакна дека јавното предпријатие во соработка со градот интензивно работи на модернизација на јавниот превоз и како што рече, потребни се околу 50 нови автобуси за во потполност да се излезе на потребите на патниците за достоен автобуски сообраќај. Во соработка со градот Скопје, ЈСП веќе работи на модернизација на градскиот јавен превоз, зашто граѓаните заслужуваат јавен превоз кој ќе биде кој не загадува, што е енергетски ефикасен и што излегува во целост во пресак на нивните барања за модернизација на градскиот превоз. Автобусот пробно ќе се вози во период од 2 месеца, а истиот чини околу 220.000 евра. Под мотото "Која мати безбедноста на велосипедистите", денеска се вози 71-та критична маса во Скопје, со цел да се укаже на недостатокот од велосипедски патеки или пак онаму каде што ги има, тие се узурпирани од паркирани автомобили или со месеци се изведуваат градежни активности. Анализата на 103 пријави во период од 2015 до 2018 година, која ја направи на точак,
покажува дека околу 80% од пријавите се однесуваат на случаи во урбана средина, а меѓу нив со 31% најбројни се пријавите во град Скопје. Група ентузијасти за подобро велосипедско Скопје на точак денеска ја возат 71-та критична маса во Скопје. Се вози по булевари каде недостасуваат велосипедски патеки, а деловите кои треба да овозможуваат безбедно движење на велосипедите и пешаците се узурпирани од трафики, тезги, раскопани се или имаат паркирано возила. Организаторите велат дека темата е поврзана со безбедноста на велосипедистите. Безбедноста која ја нема додека велосипедистите се движат меѓу автомобили и автобуси или ги избегнуваат пешаците и трафиките. Стартот е од плоштад Македонија, па низ Киселавода по булеварот Борис Трајковски и низ уличките околу училиштето Васил Антевски Дрин и студентскиот дом Пелагонија, каде возилата се паркирани хаотично на тротоарите. Се вози и по булеварот Кучурацин, каде пред Олимпискиот базен со месеци се раскопани патеките. По булеварите Македонија и Јордан Мијалков, каде нема велосипедски патеки, а на тротоарите има бандери и паркирани возила кои ги спречуваат пешаците да се движат безбедно. Групата ентузијасти на точак направиле анализа на информациите од дневните билтени на МВР и ги извадиле сите пријави кои се однесуваат на теми поврзани со велосипеди и велосипедисти во период од мај 2015 до февруари 2018 година. Анализата на 103 пријави покажа дека околу 80% од пријавите се однесуваат на случаи во урбана средина, а меѓу нив со 31% најбројни се пријавите во град Скопје. Високи 78% од пријавите се од типот сообраќајна незгода, во која во 88% од случаите се работи за судир помеѓу автомобил и велосипед. Речиси 2/3 од случаите завршуваат со тешка телесна повреда, а 20% со смрт. Во 2015 година, за 8 месеци, имало 9 пријави. Во 2016 година биле 48 пријави. Во 2017 40, а во 2018 за 2 месеца се 7 пријави. Најмногу пријави во еден месец имало во август 2016 година и во месеците март и јуни 2017 година кога имало по 8 пријави. Одлуката за бесплатно лекување на лица до 18 години од семејства чии родители се приматели на социјална помош денеска беше промовирана во просториите на невладината организација ЛИЛ во општина Ѓорче Петров, кои преку Министерството за труд и социјална политика се иницијатори за донесување на оваа одлука со која ќе се допринесе за зголемување на квалитетот на живот на овие граѓани. Одлуката за ослободување од партиципација при користење здравствени услуги на лица до 18 години возраст, чии семејства се корисници на правото на социјална парична помош, која вчера беше усвоена на владена седница, денеска беше промовирана во просториите на невладината организација за заштита на правата на жените и децата роми ЛИЛ, која 12 години постои во општина Ѓорче Петров. Станува збор за програма во која ќе бидат опфатени 20.000 лица и се одвоени 20 милиони денари. Министрите за здравство и труд и социјална политика Венко Филипче и Мила Царовска очекуваат оваа мерка за бесплатно лекување на овие лица, која представува значителна поддршка за семејствата, да допринесе за зголемување на квалитетот на животот. Со ова очекуваме да се зголеми достапноста на здравствените услуги и сериозно да се поштеди оваа вулнерабилна група од дополнителни финансиски трошоци при остварувањето на правото за здравствена заштита. Со други зборови, овие млади луѓе бесплатно ќе се лекуваат во сите здравствени установи за специјалистичко-консултативни и болнички дејности. Со овој чекор ние даваме можност да децата добијат еден од нивните социјални ризици биде отстранет, а тоа е бесплатна здравствена заштита и да не семејствата се мислат дали детето треба да го однесат во болница или на лекар, мислејќи прво на парите, а не на здравието. И секако дека со намалувањето на трошоците се зголемува и квалитетот или остануваат повеќе средства за останатото живење. Градоначалникот на општина Ѓорче Петров Александар Наумовски ја истакна благодарноста што токму од оваа општина се промовира оваа мерка, како иницијатива на невладината организација ЛИЛ, која работи и делува на територија на општина Ѓорче Петров. И ја поздрави иницијативата со која, како што рече, ќе се реши еден сегмент од социјалната заштита. Секојдневно се соочуваме со овој проблем кој што го имаат граѓаните кои што примаат социјална помош, а истите се невработени, а нивните деца немаат здравствена заштита.
така да од се срце поздравуваме иницијатива и со ова мерка преку обезбедување на бесплатна здравствена заштита се решава еден сегмент од социјалната заштита во нашата држава. Сарита Јашарова од невладината организација за заштита на правата на жените и децата ЛИЛ, чија главна целна група се маргинализираните лица од ромската популација и активностите на здруженијето се насочени кон остварување на целите за уживање на основните права и интереси на овие лица, се надева на квалитетни здравствени услуги. Се надевам дека оваа мерка ќе допринесе за квалитетни здравствени услуги, за давање на квалитетни здравствени услуги, дека на младите ќе им обезбедиме квалитет во здравјето и дека нивните родители понатаму нема да се колебаат дали да ги однесат на лекар, дали имаат средства за да ги ја платат партиципацијата, туку ќе добијат континуиран грижа за нивно здравје, за нивните деца. Од следната грејна сезона се очекува исклучените од топлификација да не плаќаат паушал. Ова денеска го изјавил вице-премиерот за економски прашања Кочо Андјушев. Овој проблем ќе биде решен со подзаконски акти. Проблемот со исклучените граѓани од топлификација кои плаќаат паушал ќе биде решен со подзаконски акт и може да се очекува дека од следната грејна сезона тие нема да плаќаат, изјави денеска вице-премиерот за економски прашања Кочо Андјушев. Во однос на законот за енергетика што вчера помина на владина седница, вице-премиерот Андјушев рече дека во него се вградени голем број од забелешките од економските оператори кои работат во делот на енергетиката, како и од Европската енергетска заедница. Но задоволена од предложеното законско решение кое ќе направи прогрес во енергетското работење во Македонија. Културен дом, библиотека, мултимедијална и наменска сала, како и најсовремено музичко студио за снимање на филмска музика содржи културниот центар кој токму на Светскиот ден на театарот беше предаден во употреба на жителите од населбата Автокоманда од општина Газибаба. Како што истакна на свеченото отворање градоначалникот на општината Борис Георгиевски, со изградбата на овој културен центар започна децентрализацијата во културата. Старите и дотраени бараки на Домот за култура во населбата Автокоманда, каде се одржуваа културните настани, сега прерасна во еден голем и модерен културен центар кој е наменет за разни културни случувања. Токму на Светскиот ден на театарот беше отворен културниот центар кој е изграден со јавно-приватно партнерство со музичката продукција Феймс, а инвестицијата изнесува околу 1,5 милиони евра. Културниот центар е поделен на две целини. Во едниот дел е сместено најсовременото музичко студио за филмска музика Феймс, а во другиот дел е сместена библиотеката, која е со ново внатрешно уредување, мултимедијалната сала. Овој објект сега располага и со повеќе наменска сала за културни деловни настани со капацитет од 150 луѓе. Уредени се помошните простории, а целосно е уреден и просторот пред домот. На свеченото отворање градоначалникот на општина Газибаба Борис Георгиевски пред присутните истакна дека со изградбата на овој културен центар започна децентрализацијата во културата. Со овој проект започнува децентрализацијата во Република Македонија на културата. Општина Газибаба е прва општина која ја реализира децентрализацијата во делот на културата. И со тоа ќе бидеме пример за другите општини. Сакам тука пред вас да најавам дека преку оваа форма на соработка, како за овој дом на култура, во план е да ги уредиме и останатите два други дома на култура во општината. Министерот за култура Роберт Алјозовски истакна дека задоволството е големо да се присуствува на едно вакво ново место за афирмација, развој и ширење на културата. Свесни сме дека понудата на содржини од културата и уметноста во овој дел од градот години наназад не задоволува, што е недопустливо за нашиот главен град. Затоа Домот на културата Димитар Влахов, кој го отвараме вечерва, заедно со музичкото студио на веќе светски афирмираниот оркестар Феймс, за нас е од големо значење. Оваа инвестиција ќе биде придобивка за жителите на општина Газибаба. Ве уверувам дека со поддршка и од владата и од Министерството за култура, овој дом ќе заживее со богатство од содржини што ќе бидат атрактивни за сите возрасти и граѓани.
А убеден сум дека со своите програмски и едукативни содржини ќе има и суштинско влијание во развојот на помладата генерација скопјани од овој дел на градот. Лорен Копиц од компанијата Феймс рече дека веќе 10 години откако тој и неговиот партнер, двајцата французи од Париз, живеат и се прифатени во Македонија. Благодарение на музичарите и извонредниот технички тим, успеале да работат на повеќе од 1000 проекти за снимање на музика во сите земји во светот. Afin de poursuivre le développement du projet et grâce à une collaboration. Со цел да продолжиме со развојот и растот на проектот, а пред се благодарение многу на успешната соработка со општината Газибаба, ја остваривме замислата за еден амбициозен проект во кој културата и креативноста ќе бидат поставени во центарот на културните збиднувања. Овој објект изграден само за една година, содржи студио за снимање, чија намена е снимање на симфониски оркестар. Исто така овој објект содржи театар, библиотека, канцелариски простор за иновативни компании, стартап компании и воеднина кафетерија. Се надеваме дека овој објект ќе заживее на начинот на кој е замислен уште од самиот негов почеток, а тоа значи отворен за културата и светот. Амбасадорот на Франција во Македонија Кристијан Тимоние истакна дека е среќен што 10-годишното присуство на тимот на оркестарот на Феймс, а преку нив и на Франција во Македонија, вроди со ваква прекрасна градба во која тие ќе продолжат да создаваат филмска музика. Согласно законското усогласување на пензиите, пензијата за март што пензионерите ќе добијат во април ќе биде покачена за 1,69%. Минатата година пензиите се усогласиле 2 пати и вкупното усогласување изнесуваше 1,58%. Пензиите за март што пензионерите ќе ги добијат во април ќе бидат покачени за 1,69%. Согласно законското усогласување на пензијата што се врши според движењето на индексот на трошоците на живот. Овој процент на усогласување на пензиите ќе се исплати ретроактивно и за јануари, февруари и март годинава, исто така во мартовската пензија. Од Министерството за труд и социјална политика за МИА вела дека усогласувањето на пензиите се врши согласно член 37 од Законот за пензиско и инвалидско осигурување. Според оваа одредба, усогласувањето на пензијата се врши согласно движењето на индексот на трошоците на живот во висина од 50% и порастот на просечно исплатената плата на сите вработени во Република Македонија во висина од 50%. Пензијата се усогласува од 1 јануари и од 1 јули секоја година според процентот кој се добива како збир на порастот на индексот на трошоците на живот во претходното полугодие и процентот на порастот на просечно исплатената плата на сите вработени во Македонија во претходното полугодие во однос на полугодието кое му претходи. Минатата година пензиите се усогласиле согласно законската одредба 2 пати и вкупното усогласување изнесуваше 1,58%. Во рамки на ресурсниот центар на СОС Детско село е отворен клуб за млади во општина Газибаба. Според организаторите, целта е со овој клуб да се поттикне младинското волонтерство, граѓанското учество, како и самоиницијативност на младите невработени лица. Од млади за млади е принципот по кој ќе функционира клубот за млади кој денеска свечено беше отворен од СОС Детско село. Клубот за млади е во склоп на ресурсниот центар и ќе биде наменет за меѓусебна поддршка за вработување и кариера, како катче водено од волонтери од општина Газибаба. Според организаторите, целта е со овој клуб да се поттикне младинското волонтерство, граѓанското учество, како и самоиницијативноста на младите невработени лица. Како што информираше Зорица Серафимовска-Арсовска, председателката на управниот одбор, веќе 3 децении како општество се соочуваме со голем проблем, а тоа е невработеноста. Многу млади од овој дел од општината се со низок степен на образование и имаат недостаток од информации. Започнувањето со работа на уште еден дел од ресурсниот центар, клубот за млади, ќе овозможи подобрување на информираноста на младите и ќе овозможи споделување на многу успешни приказни. Во клубот на млади, младите невработени лица од општина Газибаба ќе добијат можност и ќе бидат поттикнати активно да се вклучат, со што ќе се зголеми свесноста на младите, ќе се промовираат успешни приказни, ќе се споделуваат информации и знаења помеѓу врсниците, ќе се мотивираат и ќе се зголеми нивната самодоверба. Младите со учество во младинскиот клуб ќе ги откријат своите афинитети, ќе се вмрежат, ќе остварат нови врски и ќе откријат нови можности за учење и за делување.
Во овој клуб се добредојдени сите млади невработени лица од оваа општина. Работата на клубот ќе ја водат волонтери, чија задача ќе биде да го промовираат истиот, да вршат прием на нови корисници, нивно упатување и ориентација. Клубот на млади ќе функционира на принцип од млади за млади, тоа самите млади луѓе од општина Газибаба ќе ја обликуваат работата на клубот и врз основа на нивни предлози и потреби ќе се формираат и активностите. На отворањето на клубот за млади присуствуваше и градоначалникот на општина Газибаба Борис Георгиевски, кој истакна дека во изминатиот период покрај СОС Детско село и ресурсниот центар, општина Газибаба беше препознатлива по тоа што води доволна грижа за сето она што представува социјален ризик, менаџирање на тој ризик, помошта и она што не прави општествено одговорни, со цел да се надмине ризикот и да им помогнеме на сите категории. Градоначалникот најави дека во идниот период покрај ресурсниот центар ќе биде отворен и регионален центар во кој ќе биде вклучена и бизнис заедницата, каде што во нивните развојни програми од 2018 до 2022 година проектираат неопходни кадри кои ќе им бидат потребни за нивното делување. И ресурсниот центар со своите волонтери овде, и регионалниот центар кој што ќе биде исто така од волонтери. Не само да чекаме дека и голема благодарност до германската фондација која што во изминатите 2 години максимално го поддржува ресурсниот центар, ќе треба да биде тука вклучена и општината и централната власт, заедно да помогнеме, реков претходно и бизнис центарот, да ги оквалификуваме овие млади луѓе со една единствена цел, да останат во Македонија, да ги вклучиме во непосредното производство, зависи од своите вештини и капацитетите кои што располагаат, да згрижиме и од социјално категориите кои што досега таа можност ја немале за доедукација и оспособување, а истовремено им обезбедиме на нив достоен живот, скромна плата која што ќе заслужуваат со својата честност и да можеме да направиме еден добар погодок. СОС Детско село во партнерство со општина Газибаба годините наназад посветено работи на унапредување на состојбата на децата и младите во социјален ризик. Размена на искуства и идеи меѓу мултикултурни и мултиетнички училишта има за цел посетата на група ученици и наставници од Италија, Словенија и Хрватска, кои беа во посета на основното училиште Братство во Тафталиџе 2 во општина Карпош. Во основното училиште Братство во Тафталиџе 2 се одржа еден мултикултурен проект за меѓусебно запознавање на учениците и наставниците со нивните врсници и колеги од Италија, Словенија и Хрватска, од страна на организацијата Нансен Диалог Центар Скопје. Целта на оваа иницијатива е размена на искуства и идеи помеѓу мултикултурни и мултиетнички училишта, како и имплементирање на истите во наставниот процес за поголема образовна инклузија на основците. Проектот е поддржан од Еразмус програмата, а во рамки на оваа меѓудржавна посета се вклучени ученици од училиштата од Осијек, Вуковар и Дарувар. Од 4 до 23 април во Македонскиот народен театар ќе се одржува Танцфест 2018 со програма со исклучителни уметници и компании од Европа. Со танцовата представа Орландина на 4 април во Македонскиот народен театар во Скопје свечено ќе биде отворен Танцфест 2018. Во рамки на програмата ќе се одржи и премиера на Скопје танцовиот театар Екзистирање на 11 април во Младинскиот културен центар. Премиерите на Скопје танцовиот театар ќе бидат прикажани на 16 и 17 април на сцената на Народниот театар во Велес. Организаторите на фестивалот најавуваат програма со исклучителни уметници и компании од Франција, Швајцарија, Словенија, Австрија, Латвија, Литванија, Чешка, Полска, Унгарија, Словачка и Македонија. Од Танцфест информираа дека нивниот совет одлучил наградата Менада за врвни достигнувања во областа на танцот да му биде доделена на францускиот уметник, танчер и кореограф Дидие Дешан, заради неговата исклучителна посветеност на развојот на современиот танц и неговото поставување на повисоко уметничко рамниште. Програмата ќе се затвори со гостувањето на француската компанија Покемон на 23 април во 20 часот во Македонскиот народен театар.
Утре и в петок времето ќе биде претежно сончево. Утре наутро температурата на повеќе места ќе се спушти околу 0. Од сабота попладне до недела ќе има локални врнежи од дожд и ќе дува засилен ветер, кој во сабота ќе биде од јужен, а во недела од западен правец. Во наредниот период дневните температури ќе бидат во пораст, што ќе предизвика забрзано топење на снежната покривка на планините. Во Скопје времето утре ќе биде сончево со температура до 17 степени. Температурата во Скопје в петок ќе достигне 19 степени, сабота 20 и недела 16 степени. Тоа беше се што ви подготвивме во ова издание на Урбаните вести на Прва Скопска. Повеќе информации има на нашата веб страна mtm.mk. Ви благодариме на вниманието и имајте пријатна вечер.